Бевме во 2024 година летото, бев 2 недели во Кордоба во Шпанија. Таму се реализираше моето Еразмус искуство. Работев, односно праксата реализирав во дом за стари лица за тие 2 недели. Стекнав полно искуство, работев таму како медицинска сестра и всушност и од таму ми дојде самата инспирација и идеја и љубовта кон мојата професија, која што сега работам и ќе продолжам да ја работам нели во текот на моето образование понатаму. Како дојде до идејата? Како се случи да бидеш дел од Еразмус? Имаше оглас во нашето училиште, значи со CV и со оценки да се пријавиш. Самата Еразмус програма имав среќа да бидам една од одбраните ученици кои што одевме на таа програма. Јас од секогаш сакав да патувам, од секогаш сакав да научам нешто ново за културата на Европа, на нашата земја или пошироко од Европа. И кога ми се пружи таа шанса, јас ја искористив на добар начин и се излезе позитивно како што треба. Што правевте таму кога бевте тие 2 недели? Па јас ке зборувам од мојот личен аспект, мојата струка како медицинска сестра. Веќе спомнав дека работевме во дом за стари лица. Таму работевме баш како медицински сестри, на старите лица преврски им правевме, чиставме декубитални рани, тромбози и баш бевме дел од самиот персонал. Добро не пречека, бевме буквално како да живееме таму. Одевме на работа со автобуси и осетивме што всушност значи да живееш во еден поголем град, баш во Шпанија. Дали би повторно била дел од Еразмус? Дефинитивно. Мислам дека секоја прилика што е пружена на студентите треба да биде искористена, треба да се пријавуваме, треба да знаеме да ги искористиме тие прилики, да не се страмиме, да не се плашиме. Дефинитивно повторно би отишла. Порака до младите од што мислам? Че за мене Еразмусот не само што ме разви како медицинска сестра, пред се ме разви како личност. Имам повеќе самодоверба, стекнав пријателства кои што траат ден до денес. Порака да не се плашат, да се учествуваат, да се пријавуваат и секоја можност која им што се пружи да се искористуваат.